Евангелие според Марко, 16 глава. Штом мина саботата, Марија Магдалена, Марија Јаковова и Саломија купија мириси, за да дојдат и да го помазат Исуса. И во првиот ден од седмицата дојдоа на гробот многу рано, кога изгреваше сонцето, па се зборуваа меѓу себе: кој ќе ни го одвали каменот од вратата на гробот? И кога погледна, видоа дека каменот е одвален, а тој беше многу голем. Штом влегоа во гробот, видоа еден млад човек облечен во бели алишта како седи од десната страна и се уплашија. А тој им рече: не плашете се, вие го барате Исус од Назарет, распнатиот. Тој воскресна, не е овде. Еве го местото каде што го положија. Но одете, кажете им на учениците негови и на Петар дека тој пред вас ќе отиде во Галилеја. Таму ќе го видите, како што ви беше рекол. Па штом излегоа, побегна од гробот, зашто ги опфати страв и ужас, и никому ништо не рекоа, зашто се плашеа. А Исус, кога воскресна во првиот ден од седмицата, и се јави најнапред на Марија Магдалена, од која беше истерал 7 демони. Таа отиде им јави на оние што беа со него и што плачеа и ридаа. Но тие, кога чуја дека е тој жив и дека таа го видела, не поверуваа. Потоа им се јави во друг лик на двајца од нив попат, кога одеа в село, и штом се вратија, ти им кажаа на другите, но и ним не им поверуваа. Најпосле, им се јави на 11-те, кога беа на трпеза и ги укори за нивното неверие и тврдокорност, зашто не им поверуваа на оние кои го видоа воскреснат. Па им рече: одете по сиот свет и проповедајте го Евангелието на секое создание. Кој ќе поверува и се крсти ќе биде спасен, а кој не поверува ќе биде осуден. А знаците на оние што ќе поверуваат ќе им бидат овие: со моето име ќе истеруваат демони, ќе говорат нови јазици, ќе фаќаат змии в раце и ако нешто смртоносно испијат, нема да им наштети. На болни ќе полагаат раце и тие ќе оздравуваат. А откако им го рече ова, Господ се вознесе на небо и седна од десната страна на Бога. Тие пак отидоа и проповедаа насекаде. И Господ им помагаше и им го подкрепуваше словото нивно со чуда што се јавуваа. Амин.